имаме форензика на сите оперативни системи, Windows, Linux, Macintosh, имаме форензика на мобилни уреди, значи имаме разни гранки во дигиталната форензика. Овде чисто една од тие гранки е, нели, форензика кај Windows оперативните системи. Овде имаме на кратко објаснето некои интересни алатки кои што се применуваат за испитување кај Windows оперативните системи што внатре се случува. Интересно е што истите овие алатки кои што се користат тука и команди се користат и при етичко хакирање, фазата на енумерација. После извидувањето следи фаза на енумерација, така да интересно е што дигиталната форензика од еден аспект го врши тоа, при етичко хакирање од друг аспект се врши целосно скенирање, например, еден оперативен систем и се што се случува внатре во него се разбира за различни намени. Кај етичкото хакирање, тоа го правиме за да бараме ранливости и слабости, а кај дигиталната форензика тоа го правиме за да откриеме што се случува внатре во еден оперативен систем при некое барање за да се испита некој инцидент. Како што гледате, имаме многу алатки кои што се користат, например, некој од нив ги гледате во командниот прозорец на Windows, може да се користат и да се добијат податоци. Се истражуваат процесите, значи процес ID-то се гледа, тоа може да се направи во Task Manager на Windows, а може да се направи и преку командниот прозорец со командата Task List, кој што гледате кроз него. Сега, за да бидеме на време и со вежбата, ќе ве запознам со некои интересни алатки кои што се применуваат кај дигиталната форензика и некои практични примери, тоест јас избрав два примери како да испитуваме податоци во Windows оперативен систем, во NTFS файл систем, податочен систем и што можеме да направиме со форензичките алатки. Например, ќе креираме еден Word документ со наслов 6 docx и ние можеме со одење во Properties, претходно јас тука кликнав View, обично ова не се гледа екстензијата, View Show File Name Extension, ќе ви ја покаже екстензијата, сега исклучив и обично не ја гледаме. Ако отидете во View Show File Name Extension, таа се гледа и се креирав еден Word документ обичен со наслов 6 docx. Ова ајде да напишеме нешто да го наполниме со информација, ова е тест документ. И сега одиме во Properties и пробуваме да смениме екстензијата во JPEG файл. Дали сме сигурни дека ќе ја промениме екстензијата? Да. И ова, например, може да го прават натрапниците да скријат, например, некоја слика да ја представат како Word документ дека е. Сега изгледа ова дека е слика. Меѓутоа, ако отвориме, нема да ни се отвори со апликација за отворање на слики, затоа што не е слика, Word документ. Ако пробаме OpenVid Word документ, ќе се отвори овој тест документ. Сега, значи, обично натрапниците што прават, за да не забележиме првично вака од визуелен изглед, да не добиеме индикација дека станува збор за некоја слика, да променат слика во Word документ или текст документ или обратно. Пример, ако сака да скрие некој Word документ, му дава друга екстензија како слика. Сега, ако отвориме една форензичка алатка, например, Autopsy, и ако го додадем овој ресурс, ова Autopsy се врши за анализа, форензичка софтверска апликација, која што е бесплатна и обично оди во пакет со FTK Imager,
Ќе го отвориме FTK Imager затоа што спомнав аквизиција, а токму FTK Imager се користи за аквизиција. Тоа е за копирање на фајлови, еве како изгледа, нели, најновата верзија. И овде прво се бира што копираме, дали физички драйв, дали логички драйв, дали имидж на файл и така натаму, дали некој содржина на фолдер, и после копираме, да не губиме време со тоа. Поентата ми беше тука со Autopsy да го отвориме овој логички файл што го креирав. Сега треба да го побараме, тој ние во downloads го ставивме, така, this PC, local disk, users, Kire, downloads, test folder, 6, или го сменив со JPG наслов. Ако го отвориме тука, гледате штиклирав и timestamp да даде. Овде се штиклираат и други работи кои што сакаме, нели, да ги земе предвид, како што е файл тип, идентификација, екстензии и така. Ги селектираме и кликаме Finish. Како што гледате, сега треба да го најдеме каде е снимен, Images, еве го, 6 JPG. Сега ако го анализираме тука во, нели, метаподатоците, вика 6 JPG, екстензија JPG, не ни дава, нели, опција да видиме дека станува збор тука, нели, не можеме да откриеме дали станува збор дека е Word документ, меѓутоа ако одиме доле во текстот, content type гледаме дека е Office документ, Word Processing документ. Значи, гледате како со форензичките, еве и овде апликација Microsoft Word, како со форензичките алатки може лесно да се открие дека станува збор, нели, за измама. И тоа натрапниците може додат и подалеку од ова, како имаме алатка, може уште повеќе да го скријат овој документ дека е JPEG, со тоа што ќе го сменат файл signature идентификацијата. Тоа, за да го видиме, ќе отвориме друга алатка, Hex Editor, и сега ќе го отвориме 6 JPG. Ова е инаку хексадецимален запис буквално на секој байт во овој документ. Тоа е овде, значи 2 хексадецимални записи се однесуваат на големина на 1 байт. Нели, хексадецимално имаме 4 бити за еден карактер хексадецимален, или бројките од 0 до 9 и буквите. Така да, нели, ABCDF. Така да по 1 байт имаме 16 байти во секоја редица, буквално ова е почетокот на фајлот. Што е тоа файл signature, подпис на файл или magical number, има и повеќе називи. Еден од другите називи е магичен број. Значи, секој тип на файл си има свој посебен идентификацијски број. Еве ова, од моето искуство знам дека е Word документ, меѓутоа, нели, екстензијата ставиме дека е JPEG, што значи, ако отвориме во Hex, ќе видиме дека станува и по файл signature, дека станува збор за Word файл. Има и други алатки кои што ова го проверуваат, како, например, тука, може би ја немам таа алатка, Alternate Stream View е за друго. Значи, постојат и други алатки кои ова може да го проверат, да не го губам контекстот на, нели, дискусијава. Сега, што може да направи друго натрапникот? Може да го смени подписот на фајлот, да биде JPEG за форензичарите при преглед, а и апликациите кои што проверуваат файл signature да не видат дека е тоа сменето. Например, оригинален JPEG файл го има ова 2 JPG оригинална слика. Имаме во истиот фолдер, downloads, test folder, 2 JPG еда, и можеме да видиме дека е стварно тоа слика. Файл signature на сликата е FFD8, FFE0. Сега, гледате што друго можеме да правиме. Копи, со Hex Editor, ќе смениме и подписот да биде
од JPEG. Past insert, го зачувуваме ова. И сега што се случува? Сега направиме уште по-скриена варијанта дека е стварно овај, да помисла дека е JPEG файл, дури и некои апликации кои што ловат mime type, како што е Autopsy. Сега Autopsy, значи ова mime type обично треба да го даде ако избереме сите опции и треба да биде, ако не го направиме ова со hex editor, Word файл, ако го направиме да биде, еве, само да дадеме некој пример на Word файл за да видите како тоа изгледа. Се надам дека тоа брзо ќе го направиме. Ако успееме брзо да го направиме, ова е тест 1 JPEG е сменет и со екстензија, и со file signature, и во mime type покажува image JPEG. Тоа е тест 1 JPEG. Word файл сакав да отворам исто, ова не е Word файл, така немаме, добро, немаме време сега да бараме, како и да, со hex editor сега го смениме шеската и како JPG и сега ако пробаме да го отвориме пак со Add Data Source, Next, Logical File Add, шеска, го избираме шеска, JPEG, и се овде внимаваме да ги избереме сите можни опции. Ги кликаме за да ги извади сите битни податоци што сакаме да ги извади. CyberTrace Malware Scanner од него активира, само ни дава информација. И сега треба да излезе најновиот сет, Logical File Set 3. Другиот е во 6 JPEG. Значи, екстензијата дава и JPEG-от треба да го даде дека е mime type. Сега може би блокира firewall-от, mime type-от го смениме. Значи, кога менуваме со hex editor, тоа може убаво да се види дека е овој пример кој претходно го подготвив и овој ист таков файл кој што TS1 JPEG кој што му сменивме и со hex editor-от. И гледате, го дава дури и во mime type дека е слика. Што е разликата? Сега, ние, кога го правиме вака, претходно го отвориме со Word Open With, така, сега нема да може да се отвори, затоа што апликации обично го читаат file signature, подписот на фајлот, и ако не е соодветниот, нема да може да го отвори. Еве, гледате, Word не го препознава веќе текстот. Претходно, кога не го смениме во hex editor. Меѓутоа, форензичарите нели имаат и други дополнителни методи да видат дали е тоа слика или docx файл. Како? Не го гледат само файл signature-от, и гледат и другите информации. Например, еве шеската JPEG со hex editor. Тоа може да се види. Шеска JPEG файл. Одат подоле. Значи, ова се секторите, кластерите и препознаваат од дополнителните информации внатре. Овде пишува Word. Го смениме файл signature, меѓутоа ова не можеме тука го смениме. Word. Значи, и други препознатливи шеми. Сега ова се различни шеми на системски фајлови, MFT фајлот е најважен, да не навлегувам во толку детали, немаме сигурно време. Значи, сликата, еве, оригинална слика 2 JPG, гледате, поинаку изгледа форматот натре на распоредот на битите. И нигде нема Word документ. Ова е ASCII код со 7 бити, затоа не се препознатливи сите бајти тука кај ASCII кодот, тие што не се препознатливи се со точки. Така да форензичарите со подетална анализа тоа го гледаат. Уште една друга работа што сакав симулација да ја направам, се надевам дека ќе имаме време, е со користење на PowerShell командата како се како се креираат информации со alternate data streams. Тоа се кога креираме
нели фајлови во NTFS-от, може да се креираат и дополнителни скриени податоци за одреден файл, кои што легитимно се направени за нели паметни цели, за thumbnail, за конфигурации, за сетирање, за конфигурацијски сеттинзи и така натаму. Меѓутоа, злонамерните хакери тоа може да го злоупотребат. Како? На тој начин што е, например, имаме во тест фолдерот еден 5 текст, обичен текст документ. Ајде ќе направиме нов, чисто да го видиме тоа од старт. Еве, јас ќе го направиме. Се слушаме добро. Мислам дека имаше мал прекин, така? Да, сега е во ред. Одлично. Одиме со вториот дел. Мислам дека прекинот беше краток, се надам дека не пропуштиме нешто многу. Значи, креиравме еве нов 6txt документ и сега имаме опција, тоа се прави со PowerShell, кој што е алатка која што е вградена во Windows оперативните системи. Например, креираме set content, значи креираме alternate data stream за текст документот 6txt. Alternate data streamот како дополнителен файл се креира со тоа што се прават две точки и се пишува името на скриениот файл, например, било кој име е дополнителен. И сега внатре во тој документ може да ставиме и текст. Пример, обично тоа го прават злонамерните хакери со криење на податоци. Например, е одредена лозинка. Лозинката е 4567. Кликаме Enter, креиране тој дополнителен файл. Како може да се види? Со тоа што имаме команда get content, патеката, нели тест фолдерот, сега е ние 6 тука, и името беше дополнителен. Дополнителен. Еве го текстот кој што го креиравме внатре. И сега ова не можеме, ни овој файл не можеме да го видиме. Значи, еве, одиме во фолдерот, тест фолдер, гледаме само 6txt, нигде не гледаме дополнителен файл. Меѓутоа, со форензички алатки тоа може да се види. Една од тие форензички алатки е, например, само да отвориме Downloads, Alternate Stream View. Alternate Stream View. Тест фолдер, отвараме, скенираме, еве го дополнителниот файл. Со наслов дополнителен, нели ова е атрибут, PNTFS податочен систем на data. И сега што можеме и да го експортираме, например, export selected stream to downloads. Може да ставиме дури екстензија, TXT нека биде екстензијата. Го експортираме овој файл во downloads. Ево, 6txt дополнителен. И податокот во него, лозинката е 4567. Друго што може да направат, тоа се вика и denial of service на хард диск, злонамерните напаѓачи. Овие дополнителни файлови немаат ограничена големина колку може да ги креираме. Што може да направат злонамерните? Само момент да отворам соодветен прозорец. Злонамерните хакери може да прикачат многу голем файл, огромен файл на овој алтернативен или податочен стрим. Со кои команди? Тоа се неколку тие команди. Например, ќе направиме такво нешто на target файл 3 тег, или тројка текст документ, кој што е во истиот фолдер. Понатаму large file content прво дефинираме. Например, кај мене стави нешто помало, во D имам некој поимник, PDF документ кој што е помал за побрзо да заврши ова. Еве го, поимник PDF кој што има негде 1 мегабајт, скоро 2 мегабајти податоци. Можеме да ставиме и огромен файл да прикачиме тука, неколку гига например. D поимник large file 5 дефинираме, окей.
Што друго правиме? Пишуваме име на, нели, алтернативниот податочен стрим. Голем податок нека биде. И сега што правиме? Значи го прикачуваме. Таргет файлот го имаме. Значи тоа е еден текст документ со назив тројка во тест фолдерот. Вредноста е large file content. Large file content се уште таа вредност не ја дефинираме, така да убаво е да се дефинира со оваа команда large file content. И следно што правиме е ја додаваме содржината во таргет файлот, вредноста е large file content, стрим файлот е ADS name кој го дефинираме, голем податок името и енкодираме байт по байт. Добро, сега ова не го чита затоа што имаме долга патека. Обично во D ова треба да се направи, попаметно е во D да се направи, така да ќе избереме во D target файл 5, нека не биде во D четворката, 4txt документ. Сега бидејќи сменивме target файл 5, останатото ни е би требало сега да помине. Помина. И сега што се случува? Значи, прикачивме на текст файл со назив четврка, огромен алтернативен податочен стрим файл на него. Огромен. Во нашиот случај помал, намерно го ставиме да е помал. Името е голем податок. Ако одиме со alternate data stream, со тоа што сега ќе смениме патеката да скенира D партиција кај мене, бидејќи претходно бевме во друга. Партиција D. Еве го голем податок го крстивме така. Голем податок. Фајлот го прона, инаку не е видлив, нели, со Windows оперативниот систем без оваа алатка форензичка. Голем податок можеме да го видиме со оваа алатка, како што гледате се однесува на файл name од четврка, обичен текст документ четврка кој што е во D фолдерот. Еве и визуелно да видите каде. Еве. Тука не го гледаме голем податок фајлот кој што е дополнителен. И овој файл како што гледате е многу мал, 1 килобајт. На него прикачивме скриен податок од 2 мегабајти како што гледате во случајот. Можеме и да го екстрахираме. Export selected streams to. Еве, во downloads ќе го екстрахираме. Екстензија PDF беше, ќе ставиме иста оригинална PDF. Океј. И сега да видиме во downloads дали го имаме. Ево го. Значи, истиот што поимник нели беше оригиналниот файл, еве го истиот прикачен на него. Става збор за ова. Че гледате како може, ова практично, ова процедура може да се изврши диналов сервис на самиот хард диск, да се преоптовари хард дискот на тој начин што, нели, ќе стане неупотреблив за легитимна употреба. Така да не го проверувајте ова со големи фајлови како вежба кај себе, затоа што можете да си го, нели, пренатрупате со податоци сопствениот хард диск и да направите, нели, нефункционалност. Така да мислам дека се држев до временската линија, до временскиот термин колку што можев. Ова беше на кратко, нели, она што може нешто интересно да се, нели, прикаже во однос на она како, нели, можат злонамерниците да кријат податоци, да кријат фајлови, да додаваат дополнителни фајлови кои што не се гледаат без форензички алатки. Нели, обично ова криење го прават и за малициозни екзекутабилни фајлови, да можат, нели, да додадат на вакви легитимни фајлови како што се текст или docx. Или па да менуваат екстензии на фајлови. Гледате, до таа мера може да сменат и подпис на файл за да не биде
дури со форензичка алатка првично детектирано дека станува збор за сменета екстензија на файл, затоа што обично форензичките алатки го гледаат потписот на фајлот и споредуваат со она што го гледаат како файл и си има база на потписи на фајлови кои што се однесуваат за различни типови на фајлови. Ако иста, првично излегува дека нема некоја малверзација со тој файл. Така да јас тука и би завршил за да не одзема повеќе време, бидејќи како што се договориме со колешката, че има и простор за малци прашања се поставуваат. Така да се надам дека презентацијата ви беше интересна и ви стоам на располагање за било каков совет понатаму. Благодарам, професор Јачимовски. Беше навистина интересно и особено и мене ми беше интересно што не успеам, јас сум инаку правник по образование. Меѓутоа, токму делот дигиталната форензика, поврзаноста со доказите, мене ми е тој дел вака поинтересен. Сметам дека ова беше навистина прва, условно да ја наречеме информативен вебинар, кој што може да постави основата за некои понатамошни продлабочени вебинари, на кои што може уште повеќе всушност да бидат креирани како работилница, во која што всушност ќе решаваме, ајде да ги наречам, практични примери или некои интересни загадки ако ги имаме. Јас знаев дека нашите учесници ќе бидат заинтересирани, па еве имаме веќе, гледам, Стефан Костовски. Дали се користат модели на машинско учење за автоматизирана идентификација на релевантни дигитални докази при прелистување на големи количини на податоци? Па вака, тоа е нешто ново што се вклучува во сите пори на технологијата, алатките со вештачка интелигенција и со машинско учење се нови на кои што се применуваат за разни цели. Така да и дигиталната форензика се прилагодува на новите околности, така да во новите апдејти, во новите верзии на дигиталните форензички алатки секако дека меѓутоа со предпазливост ќе бидат вклучени овие нови алатки со машинско учење и вештачка интелигенција, меѓутоа многу предпазливо, затоа што сепак не се уште во таа фаза да немаме и грешки кај нив. Значи не се 100% точни. Така да секогаш останува експертизата на форензичарот како нешто а секако спомнав јас на почетокот, дигиталната форензика треба да подлежи на методологии, научни методи кои што се веќе навлезени во пракса во научната заедница, така да секоја нова технологија првично се тестира и веднаш не се употребува се додека не биде потврдена како нов научен методолошки метод кој што е признат, особено во при презентирање на тие дигитални докази пред суд. Така да подлежи прво на темелни тестирања и признавања во академската заедница и после тоа примена во дигиталните форензички методи. Благодарам. Јас имам како и секогаш со технологијата некој проблем и покажува дека не можам да отварам во чет, така што доколку има дополнителни сега уште прашања или коментари, ве молам кренете рака, па ќе дадеме можност да се постави исто така прашањето. Или можеби само јас не можам. И јас моментално не можам. Нема. Добро, тогаш ќе одиме на стариот добар начин со кремање рака. Дали имаме уште некое прашање или можеби коментар? Еве, повели.
Катерина Мишковска. Молам Климентина. Здраво. Здраво, Ката, повели. Професоре, како е најдобро според вас да ги заштитиме, пример, во институција или па и приватните лаптопи? Дали треба да користиме и ние некои софтверски алатки за да им биде потешко на натрапниците, нели, да ни украдат сензитивни податоци? Кога сте поврзани во една работна организација во локална мрежа, најубава заштита е кога имаме, нели, на ниво на заштита на целиот лан, целата локална мрежа на организација со конфигурирање на, нели, хардверски фаервол, кој што, нели, е нешто што е неопходно како прва линија на одбрана кога станува збор, нели, за филтрирање на надворешни напади кон внатрешна интранет, нели, на одредена организација, така да кога зборуваме кога сме на работа и кога користиме локалната мрежа. Се разбира дека кога сме надвор од локалната мрежа и сакаме да пристапиме, и тука треба да се применат, или внимателно мерки за далечински пристап, користење на VPN, нели, WireGuard е нешто што е исто нова апликација која што е доста по-брза и по-едноставна за користење, затоа што, нели, ние пристапуваме од интернет, од незаштитена мрежа кон нашата внатрешна мрежа на работа, и многу битно е да имаме, нели, криптиран сообраќај преку интернет кој што се овозможува, нели, со VPN, така да обавезно користење на VPN кога пристапуваме кон внатрешни ресурси во организацијата од надвор. Пример, на службен пат сме, па треба пристапиме, или дома сме, треба пристапиме, обавезно користење на VPN, тоест воведување на таква безбедносна политика на, нели, администраторите и сајбер експертите во рамките на самата организација која ги има. А дали препорачувате, што спомнавте, криптирање на некои многу битни податоци, нели, за да биде потешко после нивно нелегално користење? Криптирањето е едно од можните, нели, заштити на податоците кои што обично се применува, нели. Ние нови оперативни системи ги имаме и со вградена енкрипција, така да исто и тоа е, нели, добра метода. Се разбира, нели, треба да се соодветно и пристапуваат мерките за заштита соодветно на чувствителноста на информациите. Кога имаме веќе класифицирани информации, тие и кога се локално во одредена организација, убаво би било да бидат криптирани, и кога не се пренесуваат преку незаштитена интернет мрежа, да бидат криптирани при нивното чување со контрола на пристап кон истите. Така да криптирањето е доста исто, една од интересните и битни методи на заштита. И тоа криптирање подлежи на нови предизвици со постквантната криптографија, каде што веќе асиметричната криптографија со РСА станува небезбедна. Квантните компјутери многу лесно да ја пробијат асиметричната криптографија, на пример РСА алгоритам, па и тука се воведени веќе и нови алгоритми за, нели, асиметричната, како што AES-256, и при квантни компјутери, напади со квантни компјутери е се уште безбедно за криптирање. Така да и тоа е една од добрите опции, нели, за заштита на информации. Тоа не е битни што се, нели, особено класифицирани. Благодарам, професоре. Имаме уште едно прашање или коментар. Николовски, повелете. Попиша прашањето и во чат, но не може да го прочитате очигледно. Јас не можам да го прочитам, за жал, во чат нешто рефреш правам, ама... Колкав предизвик е стенографијата како метод, и дали вашите алатки кои ги користите може да ја откријат, и колку се користи во пракса во РСМ? Стеганографијата е исто многу интересно прашање, убаво прашање постави, нели, една од многу нели, користените методи за криење на информации, кои што, нели, ги користат злонамерните хакери за да, нели, скријат информации во слики. Имаме популарни алатки кои се користат за стеганографија, кои што откриваат, нели, такви работи, како што е, на пример, OpenStego.
таа е дури алатка со отворен код кој обезбедува стеганографски енкрипција и криење на податоци во датотеки со слики. StackHide, ова алатка со отворен код кој што може да скрие DeepSound за аудио датотеки е тоа. Значи имаме алатки кои се користат за стеганографија, а имаме и алатки кои што се користат од форензиката за да се откријат стеганографски податоци. Така да ми беше прашањето. Дали самите фајлови кога ги скенирате може да се открие? Значи, за откривање на стеганографски податоци имаме на пример аутопсија, ова што ја прикажав за друга намена платформа со отворен код, има модули кои може да детектираат и извлечат податоци од стеганографски слики. Или StackExpose, алатка за откривање на стеганографија во датотеки со слики. Таа користи статистичка анализа да идентификува абнормалности. Или EXIF-Tool, исто така и таа е доста интересна алатка која што помага да се идентификуваат сомнителни метаподатоци што може да укаже на стеганографија. Или FORMOST за извлекување датотеки од слики на дискови врз основните заглави. Значи, како што постојат алатки за криење, за стеганографија користење, постојат алатки во форензиката кои што се лабораториските вежби токму и таква вежба каде што се користи форензичка алатка за откривање на такви скриени стеганографски податоци. Така да одлично прашање и одлична тема за дискусија и за работа практично. Благодарам, професоре. Уште едно прашање имаме. Маријан, повелете. Професоре, дали се слушаме? Да. Одлично да слушам. Спомнавте повеќе open source алатки. Прашањето ми е кои од овие може да се користат во форензика за пример во вештачење, нели? За автентично вештачење кај што може доказите да се искористат за суд и за на такви работи. Бидејќи најчесто, колку што знаеме во пракса, сето тоа што може да се користи во такви најчесто се плаќа, нели? Овие open source вие што ги прикажете, затоа дали има пракса да се користат open source и кои за која намена? Да, одлично прашање, Маријан, фала на прашањето. Значи, обично комбинацијата оди од бесплатните зборувам, FTK и Major за аквизиција, за стекнување на податоци, тоа е копирање на податоци од оригиналниот уред на медиум кој што прави клон на истиот. И FTK и Major е широко искористен. FTK немаме само и Major, туку имаме и по-комплексен софтвер кој што е комерцијален, меѓутоа делот на FTK и Major е бесплатен и може да се користи за аквизиција и се користи и е признат затоа што станува збор за апликација која што е веќе проверена и користена, а кога користиме ваков сет на бесплатни алатки, бидејќи немаме бесплатно пристап по-детален за да вршиме детална анализа со FTK, сега и тие го променија името Extero FTK, се викаат Extero компанијата со FTK, нешто направија некои комбинации, така да бидејќи се плаќа, ако сакаме детална анализа со истата фирма да вршиме, ние можеме да извршиме бесплатно со Autopsy. Autopsy исто open source и признат и користен. Autopsy-то како апликација е бесплатна, open source и исто така призната за вршење на анализа на дигитални докази. Сега имаме и алатки кои што се плаќаат, како што е Encase-от. Ние тука имаме Forensic Explorer во институтот кој што исто така се плаќа и имаме комерцијална, меѓутоа ја имаме лиценца и имаме купено, така да Forensic Explorer исто едно од тие што се одлични алатки кои што се комерцијални. Така да имаме пример FTK и Major и Autopsy е добра комбинација за да користиме open source кој што е релевантен и признат,
а за кои што не плаќаме. FTK и Measure за да извршиме копирање потоците, а Autopsy за да извршиме анализа. Толку за ова, нешто друго, некој ако има да праша, поведете. Благодарам. Катерина? Ајде Да. уште накој со Кате и да привршуваме, да, повелика. Дали успешно може да се влезе у трак, например, ако сум направила нелегална трансакција, нешто, немам пример, наречам убиство со биткоин да платам, дали може со дигитална форензика баш да се влезе у трагот, пошто нели тоа е све децентрализирано и колку може да се стигне? Може, затоа нели имаме посебна гранка во форензиката, мрежна форензика, бидејќи тука нели во овој специфичен случај имаме мрежна комуникација, така, онлайн плаќање, така. Спомнавте нелегална трансакција, како што разбрав, така, Катерина? Да, со биткоини нели можеш се да си купиш? Значи, се што се прави во однос на мрежниот сообраќај може да се детектира со нели форензички алатки, да се нели анализира после тоа. Така да си има и логови кои што се нели бараат кај нели мрежните уреди, кај крајните уреди, така да секако дека нели постои за тоа посебна гранка, како што кажа, мрежна форензика, која што баш ова се бави за нели прибирање на докази при мрежен сообраќај. Да се нашегуваме, не го правете дома ова, Кате што го спомена. Меѓутоа беше добар пример за и да во добра атмосфера да го завршиме денешниот вебинар. Да му се заблагодарам на професорот Јакимовски, не само што беше интересно, туку беше мощно и корисно и особено од практична гледна точка, бидејќи понудивте, а и преку одговорите на прашањата на нашите учесници, понудивте некои практични алатки кои што верувам дека на оние кои што се занимаваат или се заинтересирани да се занимаваат со оваа проблематика, ќе им бидат и тоа како корисни. Во таа смисла, уште еднаш заблагодарувајќи се во името на Women for Cyber North Macedonia на сите, ви посакувам и понатаму да продолжите да бидете љубопитни за една вака интересна материја. Слободно пишете ни на мејл, на социјалните мрежи, доколку сте заинтересирани за некој посебен аспект да навлеземе подлабоко во дигиталната форензика, па да организираме ново предавање, нов вебинар, практични вежби, можеби со професорот Јакимовски. И, како што реков, се надеваме дека понатака ќе понудиме уште вакви интересни и корисни вебинари. Ве оставам сите во добро расположение и добро здравје и се надевам дека се гледаме наскоро. Благодарам професор Јакимовски. Уште еднаш. И на вас, и на честа што е на ова мощнецената организација Women for Cyber да присуствувам и да прикажам нешто интересно, мал снепшот, што би се рекло од дигиталната форензика со теоретско-практична комбинација. Благодарам уште еднаш. Одлично, ви благодарам и се гледаме во некоја наредна прилика. Поздрав на сите. Поздрав до сите од мене.